Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Најдобра понуда за нов концесионер на рудниците Злетово и Тораница, која се одража денес во Министерството за економија, даде бугарската компанија Минстрој. Нов мамограф во клиничката болница во Штип. Во употреба е ставен современ дигитален апарат за дијагностицирање на карцином на дојка. Подобри услови за описменување и образование на децата со оштетен вид. Отворен е ресурсен центар во училиштето Гоце Делчев со помош на USAID, Lions клубот и Универзитетот на Југоисточна Европа. Министерот за здравство Никола Тодоров попладнево во Штип се сретна со пензионери и студенти. Тој ги информираше пензионерите и за изградбата на новата клиничка болница која ќе биде завршена за 2 години. Тодоров се сретна и со студенти на коим ги презентираше мерките за вработување и проектот Купи куќа за млади, со кој се предвидува изградба на нова населба во Штип, но се сретна и со жители на Штипско Ново село. Министерот за здравство Никола Тодоров денес беше во целодневна работна посета на Штип. Тој најпрви ја посети индустријската зона, а потоа беше во посета на клиничката болница во Штип, во која од денес жените од Штип за мамографски преглед ќе нема потреба да патуваат до Скопје и Кочани, бидејќи нов софистициран дигитален апарат доби и Штипската клиничка болница. Тодоров попладнево во Штип оствари средба со пензионерите и студентите. Порано во Штип имало некаде околу 9-10.000 невработени. Сега таа бројка е сведена, е намалена за повеќе од 50%. И тоа е практично преполовена невработеност во Штип. Еден од најголемите проекти генерално, некогаш понуден за млади, е проектот Купи куќа за млади. Тука градоначалникот доста исто така има сработено и во тој правец сака да развива и цела населба и така натаму. Со над 100 куки. Не, 1000. Над 100 само на едно место. Над 1000 куки. Што ќе биде сериозна можност за секој млад човек во Штип да го реши своето стамбено прашање трајно. Исто така друг проект кој што многу е вака интересен и мене ми е посебно драг е проектот за вработување на 100 најдобри студенти. Идејата е секоја година. Значи 100 најдобри студенти од цела држава да бидат вработени веднаш по автоматизам согласно закон кој што треба да се донесе, со што ќе овозможиме најдобрите, најквалитетните да остануваат тука. Министерот Тодоров својата работна посета во Штип ја заврши во Ново село, каде ги слушна проблемите на жителите кои главно се поврзани со поплавите. Во 2014 година дека за Водици 2016 година има паркинг. Да. Има паркинг. И во 2015 година го уредивме овој дел и тоа беше заштита. Но ние овде направивме еден пропуст затоа што ширината на коритото под куќите го намаливме и ќе треба малку да го прошириме и ќе мора да направиме степенасто бетонирано корито за да може да се силнуваат и децата за Водици. Така да тоа е во план да се направи. Добро. Значено е дека од бањата Кежовица мораме да го симнеме коритото на Бргалница со вадење на материјал, да има побрз тек, да тече водата, она тука се задржува и неколку куќи овде. Господине министер, на нас не е проблемот да не ги поплавува куќите. Ути реката кој што се снета и кога што е натлачена пуна со песок од озгоре, корито да е плитко и се разли на патот. И ние секој дошврнење ние одеваме. Стресови имаме и се сме поплавени. Доле подрумите ми се 3 години може да ги завтират. Еве таа бела куќа свете. У дворот доле имаме вреки ставено. Што е барањето нивно? Нивното барање е да вишокот материјал од Бргалница се не да се поместува на страна, како што го правиме ние, да се извади целата земја. Нов мамограф во клиничката болница во Штип се работи за современ дигитален апарат за дијагностицирање на карцином на дојка, што ќе значи голем чекор во раното откривање на најраширениот карцином кај жените. Нов современ дигитален мамограф доби клинички центар Штип кој веќе е инсталиран и може да го користат пациенти од истокот во системот Мој термин. Со новиот мамограф предвидено е 10 пациенти на ден или околу 50 пациенти неделно да може да направат снимање за рано дијагностицирање и скрининг на рак на дојката.
Покрај набавка на нова софистицирана опрема со изградбата на новиот клинички центар ќе се подигне на повисоко ниво здравствената услуга за над 250.000 потенцијални пациенти на истокот. Постојано имаме набавка на нова опрема, но не само во опрема, се инвестира и во сите други сегменти. Знаете дека пред некое време започнавме и со изградба на новата клиничка болница овдека во Штип. Исто така во изминатиот период сериозно се заекна и персоналот и човечкиот потенцијал во клиничката болница. До сега во последните 4 години се вработени околу 140 нови лица во клиничката болница во Штип, дадени се 30 специјализации во Република Македонија, но и во странство, со што практично се работи на сите три витални сегменти на клиничката болница во Штип, и во делот на опремата, и во делот на кадрот, и во делот на здравствената инфраструктура. На овој начин на пациентите им се скратува времето на чекање и резултатите добиени со овој мамограф се со поголема прецизност, истакна директорот на клиничка болница Штип. Пациентките кои досега имаше потреба да одат во Скопје, го ја растеретивме и ја воедно и најнитивме олеснивме и самата процедура, имаме позитивни реакции со тоа што благовремено ќе биде откриена оваа проблематика, а воедно со набавката на овој нов дигитален мамограф влегуваме и воедно во програмата на Министерството за скрининг на карцином на дојка, каде што прв апарат од избор, значи станува колор доплерот, кој што ќе биде преддиагностички веќе најавен во договор со Министерство, и овој мамограф кој што ќе ни овозможи прецизна диагностика на овие лези. Новиот мамограф денес официјално во употреба го пушти министерот Никола Тодоров, кој беше во работна посета на Штип. Покрај посетата на Штипската болница, Тодоров оствари средба со пензионерите и студентите. Продолжуваме на тема здравје. Се зголемува бројката на лица затруени со салмонела во Виница. Најмладиот хоспитализиран пациент е 2 години, а највозрастниот е во 6-та деценија. Надлежните се уште ги докажуваат изворите на зараза. Не 6, туку 17 лица во Виница со симптоми на труење завршиле на клиниките во Штип и во Скопје. Најстариот пациент е околу 56 години, а најмладиот нема ни 2 години. Повраќање, висока температура, малаксаност се маките со кои се соочиле овие лица, но според последните информации од епидемиолошката служба во Виница, сега веќе сите се на домашно лекување, кризата ја пребродиле. Надлежните инспектори, здравствени, санитарни, се уште вршат увид на местата кои се посочени како потенцијални извори на салмонела, бидејќи сите затруени славеле роден ден на 2 различни локации. Конкретни резултати од испитувањата се очекуваат до крајот на неделата. Меѓу затроените се и 4 деца од детската градинка Гоце Делчев, каде се преземени сите неопходни мерки, но земените мостри и копрокултури не покажале присуство на салмонела, така да градинката како извор се исклучува. Според епидемиологот доктор Горан Николов, салмонелозата е болест која ја предизвикува бактеријата салмонела. Повеќето случаи на инфекции со салмонела се јавуваат после јадење на загадена храна или понекогаш после контакт со друго лице заболено од болеста. Лицата кои се заразени со салмонела често добиваат главоболка, треска, грчеви во стомакот, пролив, гадење и повраќање. Симптомите обично се јавуваат од 6 до 72 часа после заразувањето и обично траат од 4 до 7 дена, а понекогаш и многу подолго. Салмонелозата спаѓа во групата на бактериски инфекции, кои што се карактеризира со еден нагол почеток или период на инкубација е краток од неколку сати, од 6 часа до 48, може и до 72 часа, значи клиничката слика многу брзо се развива после заразата со салмонелата, која што, нели, рековме, е бактериска бактерија, која што ја предизвикува таа салмонелоза, која што е пропратена со една симптоматологија на малаксаност, пролив, повраќање. Воглавно, салмонелата се пренесува меѓу луѓето кога јадат недоволно сготвена храна направена од заразени животни, месо, јајца, производи направени од нив. Веројатноста болеста да биде сериозна е поголема кај малите деца, старите луѓе и лицата со слаб имун систем. Салмонелата се уништува со комплетно готвење на храната. Пред почетокот на пролетта, здравјето на граѓаните е на удар. Настинките се уште се актуелни, па лековите за нив периодов се најбарани во аптеките. Голема е побарувачката и на витамински препарати.
И покрај тоа што календарски сме на 5 дена пред пролета, од неа ни трага ни глас. Последниве години климатските услови целосно се изменети, па така често слушаме дека во Москва и Лондон температурата е над 10 степени, што не се случило тоа досега во последните 10 години, а во исто време кај нас температурата на воздухот е многу пониска. Тоа се нема случено досега. Ова е потврда дека нешто се случува со природата. Податокот произлегува од светските експерти по метеорологија, кои предупредуваат на големи климатски промени. Дали ова е последица на глобалното затоплување? Ваквите климатски осцилации имаат големо влијание врз здравието, расположението и џебот на луѓето. Како рекол Господ, така ќе биде. Меѓутоа ние ќе мора да се привикнеме, прилагодиме према времето. Како што гледате, уште капотно сум зимска гардероба, високи чизми, кондури, така натаму. Гледате дека колку промени има сега на глобално ниво. Многу работи се случуваат што се ненормални за нас. Меѓутоа, што ќе правиме? Ние ќе се прилагодуваме према времето. Па секако дека имаме здравствени проблеми. Сеќа се на плуќата, тешко дишење, тешко одење, потење, без никаква физичка работа се потеш. Кашлање. Све што заштедиме во февруар, сега март ќе потрошиме. Па сончево треба да биде се разголеме малку, а не собалење оѓено мора да го палеш. Вечер мора да горе. Кичмата ми е бола, укочена сум целата, притисок висок. Поради нестабилните временски услови и честите промени на температурата, граѓаните се уште најмногу земаат лекови за настинка. Допринесуваат да моменталната патологија продолжува од зимото, без разлика што се одминуваат зимските месеци. Така да во периодот се уште луѓето земаат лекови за највеќе за настинка. Нормално дека тоа се од групата лекови од групата на антипиретици за повишена температура, значи за настинка, треска, пропратена со главоболки, со сите тие симптоми кои што ги пратат зимските настинки. Меѓутоа, секако дека зголемена и употребата на витаминските препарати како превентива и заштита на имунолошкиот систем. Фармацевтите препорачуваат повеќе внесување на витаминот С, Б, Е, како и магнезиум. Во наредните 3 дена времето ни останува исто. Ќе бидеме под влијание на влажен бран, ќе преовладува облачно време со повремени врнежи на дожд. Сепак времето нека не ви биде пресудно за вашето расположение. Одберете ја навиката која мислите дека ќе ве прави среќни, повторно со изговор дека е почеток на нова пролет која со себе носи и нова навика. Изборот е ваш. Се останато е само мотиватор кој треба да го активирате. Продолжуваме со информација за денешното електронско јавно надавање за избор на нов концесионер за рудниците Злетово и Тораница. Неофицијално, најдобра понуда дала бугарската компанија Минстрој, која за 2 милиони евра ги доби концесиите за експлоатација на минералните богатства на двата рудници. На електронското јавно надавање во Министерството за економија учествувале вкупно 3 компании. Новиот концесионер ќе ги рестартира рудниците веднаш по завршувањето на целата постапка. Во меѓувреме тече постапката за стечај со ликвидација на претходниот концесионер, чиј имот проценет на 7,5 милиони евра ќе се продава на електронска аукција. Експертите ценат дека за рестартирање на двата рудника се потребни најмалку 20 милиони долари, а долгот кон доверителите е утврден на 10 милиони долари. Ресурсен центар за децата со оштетен вид е отворен денес во основното општинско училиште Гоце Делчев во Штип. Описменувањето и едукацијата на овие деца се подига на повисоко ниво со помош на фондацијата УСАИД, Лајонс клубот и Универзитетот на Југоисточна Европа.
Со цел овозможување подобри услови за писменоста и образовните можности за децата со пречки во видот, во општина Штип е отворен ресурсен центар кој се наоѓа во основното општинско училиште Гоце Делчев. Центарот е опремен со најсовремена технологија, и тоа паметни табли, браеви машини, браеви принтери, тактилен фјузер, компјутери со софтвер за адаптација на текст на браево писмо, тактилни патеки и останати дидактички материјали. Но секако најбитниот и највредниот ресурс сепак остануваат специјалните едукатори кои што се тука да работат со децата, да им нудат и да им дадат поддршка во нивниот образовен развој, како би можеле истите да ги добијат истите услови, истите можности и квалитетно образование. Ресурсниот центар во Штип е првиот кој се промовира од вкупно 5-те, а останатите се наоѓаат во Велес, Битола, Тетово и Скопје. Центарот го посетуваат 7 до 10 деца од општина Штип. Би ги охрабрил сите и деца и нивните фамилии да почнат да го посетат центарот и да ги искористат услугите и можностите кои што ги нуди, а со тоа и образовни можности. И овој проект, кој во последниот период е втор поврзан со прегледи на очите на децата во Штип, по оној кој се реализира во детските градинки за рано откривање на проблеми со видот кај децата, е целосно поддржан и од општина Штип. Моја желба е да ова го развијаме не само овде, туку и во другите училишта. И верувајте дека секоја донација во нашиот град е добродојдена. Но кога е донацијата за децата, па посебно за видот, мислам дека тоа е навистина прав погодок. Овие деца се реалност. Тие се вклучени во воспитно-образовниот процес и инклузијата е една реалност, една потреба која што дава можност овие ученици да бидат заедно со своите соученици, исто така дава можност да тие на најоптималниот начин ги развијаат своите вештини и способности. Реализирањето на овој проект е поддржано и од Lions клубот, од каде истакнаа дека вакви центри има во сите градови каде постојат Lions клубови. Многу сум возбуден што ова се случува во Македонија и на последната, и ќе бидам многу краток, на последната round table, односно округла маса, каде што ветив дека овој проект од 3 години ќе се продолжи, веќе можам да кажем слободно дека обезбедивме средства и ќе се продолжи и во наредните 3 години. Проектот се имплементира преку Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Сојузот на слепи лица во Македонија, Националната асоциација на офталмолози на Република Македонија и Училиштето за деца со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје. Улицата Балканска во Берово наскоро ќе добие нов лик. Со средства од општината ќе се асфалтира улица долга 320 метри и годинава продолжува трендот на обнова на патната инфраструктура во Берово. Улицата Балканска во Берово ќе добие сосема нов лик. Во тек е тендерската постапка за избор на изведувач, кој што наскоро ќе ја започне изградбата на улицата. Ќе бидат асфалтирани околу 320 метри, почнувајќи од раскрсницата со улицата Братство и Единство, се до спојката со улицата Прохор Пчински, две улици кои што беа изградени во претходните години. Според проектната документација, ширината на улицата ќе биде 6 метри со изградба на тротоарска површина од двете страни, со широчина од по 1 метар. Истата ќе биде асфалтирана со абечки слој со дебелина од 5 см, кој ќе биде поставен врз бетуменскиот насивен слој со дебелина од 7 см. Инаку во последните неколку години општина Берово доживува вистински градежен бум и значително се подобрува патната инфраструктура, како во градот, така и во селските населби. Овој тренд на подобрување на уличната мрежа продолжува и во оваа 2016 година, истакнаа од општината. Најавија дека ќе се реализираат голем број на проекти од патната инфраструктура, со кои значително ќе се допринесе за подобрување на условите за одвивање на сообраќајот во Берово. Уште една акција за заловување кучиња скитници се спроведе на територијата на општина Кочани од страна на екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. Заловени се 14 кучиња во последната акција, а 103 во сите 9 досега реализирани. Вкупно 103 кучиња скитници се заловени во 9 досега спроведени акции за заловување од страна на стручни екипи на територијата на општина Кочани. Во последната 9-та акција заловени се 14 кучиња.
се започнува од централното градско подрачје, а понатаму се шири во периферијата на градот. Акцијата се спроведува согласно распишаниот тендер на општина Кочани според законот на животните, кој не предвидува убивање или труење, туку само тргање од улиците. Ја спроведуваат стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово, во присуство на комунален инспектор од општина Кочани и представник од КЈП Водовод. По заловувањето се носат на прифатилиште лоцирано во Кумановско село, кое ги исполнува сите законски стандарди. Морам да кажам дека и граѓаните мора некој пат да бидат стрпливи, да кажам, секојдневно не знам од каде имаме, морам да кажам, поголемо присуство на кучиња, такви скитници, да ги наречеме наводници, бидејќи многу има тие кучиња кои самите корисници на кучињата ги не знам од кои причини ги пуштат и прават проблеми дополнителни. Не можеме ден за ден, бидејќи ни се јавуваат поплаки, ние кога завршиме акцијата и одма да ја спроведеме, такво нешто е неизводливо, бидејќи не сме само ние, тие одат и во други општини и молам за едно разбирање од граѓаните. Според досега направените акции во други градови, заловените кучиња се чуваат 30 дена во прифатилиштето, а по извршениот третман се враќаат на локација каде што се заловени. Од заловените 103 на територијата на општина Кочани, досега се вратени 39, информираат од Водовод, и додаваат дека договорот со кумановската фирма трае до 2 јуни 2016, така што ќе бидат спроведени уште многу вакви акции, па кочанци ефектите од акцијата ќе ги почествуваат за неколку месеци, кога ќе бидат спроведени поголем број акции. Инаку, граѓаните на Кочани редовно се жалат од присуството на скитници во одредени делови на градот, а неретко се напаѓани или исплашени од нив. За следната акција, КЈП Водовод повторно ќе ги информира граѓаните и ќе апелира да ги заштитат своите миленици, за да не дојде до несакани последици. Учиме право беше тема на работилницата што ја организираше локалниот младенски совет во Делчево. Целна група беа младите на кои им беа презентирани правата што ги имаат и нивното влијание во општеството. Кои права им се дадени на младите од страна на институциите во државата и како тие права да ги уживаат, беше темата на работилницата што ја организираше локалниот младенски совет во Делчево. Членовите на младинскиот совет им ги презентираа правата на 30 на млади лица кои што учествуваа во работилницата и ги запознаа младите како тие како поединци да се заштитат во остварувањето и добивањето на своите права во општеството. Целна група на денешното предавање се младите, а како цел е тие да се запознаат со нивните најосновни права што ги поседуваат како млади, поточно средношколците, кои што би се запознале доколку истите се нарушени, како да постапат во одредена ситуација доколку нивните права се нарушени. Локалниот младински совет во Делчево активно работи веќе една година, спроведува низа на активности, чија што основна цел е да ја зголеми информираноста на младите во Делчево и активно нивно вклучување во процесите на донесување одлуки на локално ниво и јакнење на капацитетите на младинското здружување. Локалниот младински совет на Делчево е ново формиран и број 11 членови. Досега имаме формирано неколку акции на локално ниво. Карактеристично е тоа што најмногу се заинтересираме и ги застапуваме правата на младите и им овозможуваме поголема информираност. Се надеваме дека и ова акција, оваа иницијатива ќе помине во најдобар ред. Очекуваме голем број на учесници кои ќе посетат нашата презентација и се надевам дека во иднина ќе продолжиме со истата работа, со истото темпо и ќе овозможуваме уште поголеми акции на локално ниво. Локалниот младински совет во Делчево е поддржан од општината, а е финансиран од Европската унија. Вакви младински совети функционираат во 12 општини од државата. Огромно мнозинство австрици го поддржуваат затворањето на балканската рута за бегалци и остриот курс на австриската влада во бегалската криза го сметаат за добар. Истражувањето на јавното мислење по повод неодамнешното гостување на австрискиот канцелар Вернер Фајман на австриската државна телевизија ОРФ покажува дека дури 85% од австриците затворањето на балканската рута го сметаат за исправно решение. Само 12% мислат дека затворањето на рутата преку Македонија, Србија, Хрватска и Словенија кон Австрија е погрешна одлука. Исто така 83% од австриците веќе не веруваат дека е можно 28-те земји членки на Европската унија во следните недели да се договорат за заедничко решение за стопирање на бранот бегалци.
Во пат на еквадорски воен авион загина сите 22 лица кои се наоѓале во него, соопшти председателот на Еквадор Рафаел Кореа. Нема преживеани, ова е трагедија, напиша еквадорскиот председател на Твитер, пренесува Танјук. Во авионот во моментот на несреќата која се случила во амазонската прашума се наоѓале 19 падобранци, 2 пилота и 1 механичар. 4 белгиски полицајци се повредени во престрелка за време на антитерористичка рација во Брисел, а еден осомничен е мртов. Портпаролот на полицијата рече дека било пукано во полицијата. Тој рече дека рацијата во јужното предградие Форест била поврзана со нападите во Париз во ноември минатата година, кога беа убиени 130 луѓе. Откако Федерацијата на боречки спортови на Македонија и официјално информираше дека годинешниот македонски бисер ќе се одржи во Скопје, одговарајќи при тоа и на претходното соопштение на боречкиот клуб Балканец, од Штипскиот клуб со своја реакција повторно реагираат на одлуката Штип да не биде домаќин на една од најпрестижните домашни спортски манифестации. Вчера во Штип, во просториите на боречкиот клуб, се сретнаа председателот на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, Ванчо Чифлиганец, и раководството на клубот, но и соборачите. Председателот ги виде промените во спортската сала, како и плановите и насоките на раководството на клубот за заеднички да се успее да се доведе борењето повторно кон победнички патеки. Управниот одбор на Балканец го искажа својот став и во интерес на борењето се надеваат на заедничка соработка. Од страна на Чифлиганец е истакнато дека повторно ќе го стави на разгледување управниот одбор, а од страна на Федерацијата беше наведено дека организацијата на бисерот се преместува од практични причини во Скопје. Ова е се во ова издание на Дневникот. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатна вечер.